Вкусните летни десерти, домашно подготвената храна во летниот период носат големи ризици за труење. Сладоледот е во центарот на вниманието и затоа лекарите препорачуваат огромна предпазливост кога се консумира овој вкусен летен десерт. Но не само сладоледот и не само домашната храна. Ризик за труење постои во угостителските објекти каде се подготвува храна. Затоа апелот е крајно алармантен, бидејќи голем дел од пациентите кои ги полнат ординациите се со труење. Дека добар десерт е сладоледот кој што се консумира како разладување и десерт. Меѓутоа не само тој, туку кога консумираме храна во угостителски објекти, не знаеме дали е соодветно чувана таа храна до припремата и кога ќе дојде за нејзина консумација. Постои ризик за интоксикација со храна, кој што се многу често во летниот период. Меѓутоа не само тоа, туку и храна кој што дома ја подготвуваме, ако не се задржал ланецот на чување соодветно. Еве, пред некој време имав случај на еклери подготвени од домашни јајца. Салмонелата е многу честа активно во овој летен период. Лекарите препорачуваат јајцата и месото убаво термички да се преработуваат пред да се консумираат, со цел да се избегне труење. Дополнително се советува и соодветно да се чува храната во домашни услови. Не треба да консумираме десерти и филови од јајца, особено кои не се термички обработени со свежи, затоа што и покрај тоа што можеби ние домашни сме ги одгледаме, постои ризик да направиме една таква интоксикација на себе и на семејството ако подготвиме со свежене термички необработени јајца. Меѓутоа не само од јајцата, туку од месото, ако не е на соодветно место или соодветно термички обработено. Матечните ординации се полнати заради стомачни вируси кои се доста застапени овој период од годината. На екстремно високи температури се препорачува пиење многу вода, да се носи лесна облека и да се консумира лесна храна.